Фанови, добро вечер, гори Европа, Лига Европа, Лига конференции, гледаме страшен фудбал, реванш средби, борба за четврт финале, на 5 минути до крајот моменталните резултати се Мидланд, Нотингем Форест 1:2, таму е егал, ако остане вака ќе има продолжетоци. Лион Селта Виго 0:1, Лион ако израмни и тука ќе има продолжетоци. Фрајбург е веќе сигурен 5:1 против Генк, 5:2 во конечниот резултат. Мајнц 2:0 води против Сигма, 0:0 беше првиот меч, значи и Мајнц е чукан пред вратите на четврт финале европско. АЕК Атенс губи од Целје со 0:2, 4:0 беше за АЕК во првиот меч. Ќе видиме како ќе биде таму. АЕК Ларнака е со црвен картон против Кристал Палас 1:1 е моментално. 1:1 и тука е можни продолжетоци ако вака остане. И Раков Фиорентина 1:1 моментално е 2:3 за Фиорентина. Овој резултат ја носи Фиорентина. Значи Бренти прашува каде ќе падне последен гол, која екипа ќе го даде на мечевите, на 7 мечеви од Лига Европа и Лига Конференција Европа од 18 часот и 45 минути. Од сега се игра веќе 85-та минута, значи имаме уште фора да видиме каде ќе има изненадувачки резултати. Моментално сме на дуелот помеѓу Лион и Селта 0:1. Можеме да видиме што се случува на другите терени. АЕК Ларнака Кристал Палас 1:1. Тука е можно продолжување, значи Бренти прашува каде ќе паде последен гол, која екипа ќе го даде. Кој прв ќе погоди добива фудбал. Одиме сега со другите мечеви. АЕК Целје 0:2, со овој резултат АЕК оди понатаму, првиот меч заврши 4:0 за АЕК во Словенија. Фрајбург рековме 5:1, тука нема што да се бара, меѓутоа Мидланд, Нотингем Форест е 1:2. Вака ако остане ќе има продолжетоци во Данска, значи буквално од 7 меча кај Мидланд продолжетоци, кај АЕК Ларнака Кристал Палас и евентуално Лион ако изравни и таму ќе има продолжетоци, значи ќе имаме од 7 меча 3 меча кои ќе решаваат четврт финале со продолжетоци. За сега реков само Фрајбург е сигурен, па до некаде и Мајнц води 2:0 пред самиот крај. Веќе влегуваме во 90-та минута, се уште нема најава дека некаде паднал гол. Да видиме, се враќаме на велодром, да видиме што се случува во кај Лион Селта 0:1 е, французите напаѓаат со сите сили како би дошле до гол и со тоа би обезбедиле продолжетоци, доколку остане 0:1 Селта ќе биде патникот во четврт финале. 4 минути продолжување, започна продолжувањето. Доколку испаде да никој не постигне гол, наградата ќе остане. Мислам, ако ниедна екипа од овие 7 не постигнат гол до крајот, од кога ја дадовме наградната игра, нели, на 5 минути пред крајот. Така да фудбалот ќе остане за друга наградна игра, кој од 21 часот ќе имаме истата наградна игра, така да бидете со Брент Тип и со Мистер Брент. Да видиме што се случува на теренот. Интересно, Селта напаѓа за втор гол, еве повторно таму и во налет. Шпанските фудбалери кружат околу голот на Лион. Да видиме
ќе имали изненадување, еве повторно топка упатена таму према голот на Лион, но отстранува опасност голманот на Лион, дегажира на средината на теренот, повторно ја губат топката фудбалерите на Лион, многу индиспонирано тоа што ги исклучи играч во раниот тек на надпреварот и буквално тоа ги скрши французите, но се уште ништо не е изгубено, се додека судијата не даде знак дека надпреварот е завршен. Еве повторно шанса за Селта, и дали е тоа шахмат? Да, Селта 2-0, Селта победува со 2-0, значи кај Селта моментално е последниот гол. Еве ја најавата и Селта можеме да ја прогласиме за патник во четвртфиналето. Лошо одигра французите сега, но што е тука е. Тоа е завршена приказна веќе. Убаво продре таму низ средината на теренот шпански фудбалер и ја пласираше топката во десниот долен агол на голманот на Лион за водство 2-0 на шпанците и најверојатно пласма во четвртфинале. Одиме сега на дуелот. Да видиме, и тука е многу интересно на Кипар, АЕК Ларнака, Кристал Палас, 1-1 е, тука ќе има 5 минути продолжување, се игра третата минута, значи со овој гол кај Селта, моментално кој типовал за Селта дека ќе даде последен гол, тој ја добива наградата, ќе видиме после како што. Еве сега корнер за фудбалерите на Кристал Палас. Многу тензија, многу гори, реков цела Европа, многу надпревари, вечера не чека вистински пекор, поготово дуелот помеѓу Рома и Болоња, италијанското дерби 1-1 беше во првиот надпревар во Болоња, сепак нема корнер. Ајде да видиме што се случува во Данска, а да видиме моментално не завршен меч. Фрајбург го прогласуваме за патник во четвртфиналето, 5-1 против Генк, буквално белгијанците доживеа катастрофа. Да видиме сега напаѓаат фудбалерите на Нотингем Форест во желба да постигнат гол, меѓутоа 4 минути продолжување, се игра четвртата минута и тука најверојатно ќе има продолжетоци. Да, готово е, значи продолжетоци кај Митланд Нотингем Форест. Нотингем Форест победе со 2-0, меѓутоа данците успеа да се вратат со гол и победата што има од првиот меч со 0-1 и донесе егал, ќе има продолжетоци таму. Заврши и мечот помеѓу АЕК и Целје. АЕК е во четвртфиналето, Целје успеа само да победи, но со 2-0 недоволно. Грците победија со 4-0 во првиот меч и тие одат понатаму, а да видиме на Ларнака, 5-та минута и тука ќе има продолжетоци. И тука најверојатно ќе има продолжетоци, дали сите мечеви се завршени. АЕК, рековме, се игра уште во чешка на дуелот Раков Фиорентина. Фрајбург заврши, Олимпик Лион 0-2 и тука се игра уште. Тие се два меча. Еве сега црвен картон е доделен, чека да видиме што се случува кај Лион. Готово лузерски надпревар, губат живци фудбалерите на Лион, повторно уште еден фудбалер исклучен во редовите на францускиот представник. И Селта оди понатаму и тука е крај, значи се чека уште крај на дуелот помеѓу Раков и Фиорентина. Тој меч само уште се игра и Лион, поздрав од Брентип. Значи ќе видиме на крајот кој е
добитникот, ако типувал на Селта, а последен гол